сино небо ти ми фалиш. За твоја да сум бара многу начини. Бела си ко бисер многу зрачиш. Во срце јас ги носам твоите накити. Наивна, себична реплика си од мене. Нема да грешам пак, неќам да сум очигледен. Наивна, себична реплика сум од тебе. Само дај звони баре да те видам. Нема да кријам, неќам да е твоја. Само дај звони баре да те видам. Барам начин, нема спас, надеж да ја светивме. Губам време, губам глас, ние деца ветив. Заедно ке сме до крај на живот. Ке дојдам со тебе по твоја небо, сино. Темпераментна, усна карамела, ледена, до последното ќе ти пеам. Чувај тема, ризикот го снема. Наивна, себична реплика си од мене. Нема да грешам пак, неќам да сум очи. Наивна, себична реплика сум од тебе. Само дај звони барај да те видам. Нема да кријам, неќам да е твоја. Само дај звони барај да те видам. Чеки прво едно раче вака. Браво бе човече, браво. Јуле Новак или Јуле Н. Точка. Така некако беше. Јуле Новак? Јуле Новак. Добро е. Добре ни дојде во ВТВ телевизија на емисијата Лабаво. Добро те најдов, фала на поканата. Тама баш ми е чест. Што порано на времето кога беше на Идол сум те гледала. Си ми бил идол и сега ми е доста... Браво, еве си. Достижно. Браво. Јас се сеќавам да ти кажам од Малинозе вака. Памтам ко беше. Беше мислам 2010, ако не се лажам. И 10-11, така некако беше тие. Јас сум имала 9-10 години. И браво, и сега ми идиш на емисија, човече. Кој би рекол? Многу ми е мерак вака кога има луѓе што деца што не следеле, да речам тогаш, и кога ќе влезат во ова приказна и кога ќе можеме да направиме па дури и соработки и вака емисии и така натаму. Многу ми е мерак, знаеш, чудно е чувството, не се опишва, ама браво са. Баш ми е драго што си влезе на приказната. И то ти си влезе на длабоко, човече. Јас те гледам, знам дека почна уште одамна со продукција, ми се чини еднаш ме прашваше нешто за звучни карти или беше за шо беше, за нешто правевме муавет. И си возиш, се си правиш и музика, и си свириш инструментчиња, и си пееш, и се со мерак. Кажи ми, од каде толкава љубов во приказната, како уопште? Уште од мала, прво така со пеење почнав по дома, шетајки што се вика, ќе најдеш некој предмет далинско пеи по дома. Па после, како почна со продукција, баш, сега, ајде да речам, прво почна со гитара, татко ми свири гитара, така, хоби. Поздравиме татко ти. Поздрав до него. Свири он и јас некако почнав по него. Почна да ме интересира и он почна да ми покажува. И заедно така да свириме, покажуваше акорди, она, после почнав и сама да ме интересира, да си гледам по YouTube акорди и такви работи, почнав сама гитара. Мислам, секако он ме потурна, ми даде помош за тоа. А продукција исто од него, како беше, имаше некоја програма симната, односно FL Studio го имаше симната. И вика, имаме една програма, вика, за музика, тоа беше 11-та верзија, FL Studio 11, мислам, ако не се лажам. Меѓу мое 5-то оделение, може, ако не се лажам. Да не претерам, јас FL Studio, уствари Fruity Loops, ја памтам уште кој се FL ја викат сите, уште не знам, 2-3 серија, не знам која беше, оддавна, браво. Извини што те прекинав. Нема проблем. Ја покажа апликацијата, вика да видиш за правење музика, апликација она. И ја викам, ајде ќе прочекам, ама знаеш, на почеток не знаеш ништо. Гледаш што
програмот, не разбираш ништо. И некако почнав, не знам, YouTube видеа, исто такви работи, почнав и со тоа. Браво. Па своји, што се вика, битови, инструментали, продукција, значи цела продукција на песна. Браво. Така почна. Шуво. Многу ми е мерак, пошто ретко има машки има што се зафаќаат со таа работа, ама девојчиња има ретко. Девојчињата обично сакаат да бидат принцези, да испее некоја песна, ме сваќаш да му дај некој да испее, да оди таа да испее, да биде таму главна, да испее и тоа е тоа. Знаеш, ретко кој влегва во процесот толку од пошто продукцијата, луѓето не знам колку знаат, ама е малце макотрпна работа, знаеш, особено ако почнуваш од нула, што се вели, од да учиш и така натаму, тоа е еден процес што нема крај. Аз ден денес учам работи нови, иако времења веќе го работам нештото. Така што многу ми е мерак што има и девојчиња што ги интересира процесот на работата. Ти уствари мене најубав ми е процесот. И пењето го сакам и се сакам, а процесот на создавање ми е некако најубав. Кажи ми, значи гитарче си научи од татко ти. Предпоставувам ради продукцијата мораше малце и миди клавиатури да чепкаш. Да, тоа ми беше малце потешко, пошто нели од мала со гитара почнав. Клавиатура ми е еве до ден денеска доста потешко од гитара. Кога да му кажеш на некој друг вака, ќе рече, абе, гитара треба да е потешко од клавиатура, пошто реално гитара свириш, те болат и прсти и се, Така. а ова е што се вика лесно. Да. И мене ми е потешко, до душа ми е тешко веројатно заради акордите и уште не можам да се снајдам кај се наоѓаат акорди. Тоа ми е Хармонијата, малку тешко. школата, тоа е тоа. Знаеш, само ук и малце ама е потешко. Ако види, дел од најголемите продуценти во светот се самоуки, па нити то училе во животот, ама е прат музика. Не е то некоја пречка за да го правиш што што сакаш, ама факт е дека пример клавирот би требало да е полесен, пошто ти е се даено пред тебе, само треба го прицниш тонот. Ама многу луѓе поќе се мачат со клавирот колку со гитара. Има многу поќе луѓе што се самоуки на гитара отколку што има на клавир. И тоа е чуден феномен, не знам зошто, ама интересен момент. Кажи ми, значи ново песниче, како се викаше колегата, извини, аз малце сум... Дарус му е уметничко име, инаку се вика Христијан. Браво, и како успеавте вие? Тој, колку што разбрав од Охрид, од негде, од каде? Па благодарение на социјалниве мрежи, он ме контактираше, јас тоа време објавував кавери и такви работи, веројатно некако ме нашол. Да, те видел некој кавер негде. или рил, да. И ми пиша, вика, имам песна, ако сакаш да соработуваме, да ти пратам, имам се, вика, јас, да пробаме вокали, да видиме како ќе се склопиме. И ја му сними вокали, му прати вокали, баш така, не, што се вика, не ни отидовме у студио да снимаме, туку ја му прати вокали и он ги среди, ја среди цела песна и така искочи. Ама Браво. доста неочекувано, знаеш, сега со некои луѓе што се вика сум зборала толку долго време, ај ќе се договориме да правиме песна, не испаѓало, ова испадна баш Шу. туку така. Браво, ама така е најубаво во суштина. Како се вика песната? Накит. Накит. Убаво. Ме бендиса, тоа што го слушнав ме бендиса и колку што знам, јас ти имаш и други некои песничиња правено предходно малце по-лабаво така. Баш полабаво, да. Тогаш што се вика и влагав така во музиката, во правење музика, пробував нешто. Имав две песни на YouTube така ставено. Едната беше Кажи ми зошто. Интересна песна е, сега дури размислувам да ја преработам, баш поубава верзија. И пошто тогаш знаеш како било, Нормално. што имаш тоа од микрофон некој Така е. рандом и сними Така го е. и готово, тоа е. Сега кога ја слушнам песната, си викам убава песна, не звучи Така е. убаво. Така, секогаш е така. Јас себе баш периодов правев муавет, си викам, имам песни што ради склоп на околности поминале не приметени, него така, не добиле доволно внимание нити од мене, па камоли од народот. Знаеш, не сум успел да ги спромовирам или што и да е. Баш исто да го размислувам периодов, си викам, можда треба да преработам некој од тие песни тогаш, што јас сум почнувал од нула и сега кога би ги направил би звучеле многу поинаку. Убаво, да. А можда па и не треба, што знам, можда треба да стојат такви какви што се за
за да си го имам процесот вака како што сум растел и како што сум созревал пред себе. Што се вика до 100. Нема везе, ќе размислиме на темата. Можно е да направиме некоја преработка. Интересно. Кажи ми, колку е поволна климата, да речиме, не ова жешко тоа пекол невидене, климата во музиката во Македонија за еден млад артист, вака, сега почнеш колку години имаш уствари? 23. Еј, шу, 23 години, човече. Јас кога 23 години, дето, тоцка вака. Така се осеќам кога ги гледам сликите. А многу ми е мило што имаш почнато многу порано. На колку години почна ствари со продукција? Беше малечка, беше колку што памтам. Малечка. Мислам дека бев некаде 5-6 оделение, ако не се лажам. Браво. Така да, доста... Ама добро, тоа е супер уствари, пошто сега веќе кога почнуваш по-професионално да ги работиш, веќе си поголема професионалка, професионалец, не знам како оди, то не ми замервајте, лабаво се вика емисијата. Сам да речем, многу е убаво кога ќе почнеш од помал, пошто веќе кога ти дојдат годините за правење нешто професионално, веќе ќе биш поискусен. Ако ги почнеш како повозрасен е терсене, пошто има луѓе што сега, например, почнуваат на 25-6 години, не дека нема да успее да научи или не дека нема да направи нешто, ама е многу потежок процес тогаш, како дете многу полесно се учи. Значи ти тежината си ја помина како дете. Да. За мерак. Кажи ми, имаш некои планови, некои други соработки сега во иднина, блиска, далечна? Соработки не сум сигурна, можеби да не шпекулираме. Планирам да најавам песна, секако, таа ќе биде соло. Значи моја песна. Па сега не знам кога точно, ама ќе гледам некаде крај на јули да ја извадам, значи доста брзо. Снимивме веќе спот за неа, све баш ми дојде спотов со Дару што го снимав и спотов за мојава соло песна, баш ми дојде некако исто време што се вика. И да, ми е снимен спот, све, уште малце треба да се преработи и тоа го правам сама. Тоа е таа тежина што не ја гледат луѓето. Да. Јако. Тоа да го преработам, да го завршам спотот, веројатно и таа ќе објавам. Таа ми е барем следна, пошто веќе е скоро готова, значи 95% е готова. Така да таа ќе биде следна. Песната се вика Тоа ми треба. Браво. Ке се слушне. Ке се чуе, ке направиме панија некоја дружба, не е проблем, ќе промовираме. Иначе, сам да речам, кој рече 95%, па уствари тоа е најтешкиот процент да имаш песна на 95%. Јас имам едно 5-6 такви дома и никако да му дојди редот. Да, си кажа, ајде, уште малце има од ова, ќе почека. Има време, ајде, ќе ја средам и никако да ја средам. Значи, многу ми е мерак што почнуваш сега во приказната, не си тежок збор е корумпирана, ама не си корумпирана од промотери, медиуми, од не знам, како се викат, продуценти, од менаџери и такви работи, оти да е некој друг што е како се вика, спреман за на телевизија, сега кога те прашав за соработките, ќе речеше, па да, имаме доста соработки во план, да не шпекулираме сега, не знаеме, оти знаеш, мора то нешто многу да биде, не може никој да каже искрено, немам нешто испланирано, сега здравие Божје ќе биде кога тогаш. Многу ми е мерак што ти се такви искрени, онака сурови, да речам, одговорите, пошто така и треба да биде технички. Многу луѓе влегват многу во приказната и од многу глумење, после на крајот испаѓа вештачки муабетот. Ова е супер, ова ми се бендисва многу. Дај да испееме нешто, многу се зазборавме некако, да маниме некое песниче. Што сакаш да испееме? Уствари ти да испееш, јас да испирам. Може да ќе се мешам. Ако може. Може. Тразалицата да ја украдам. Лабаво. Уште еднаш ќе свртиме ово. И како спијам во твоите скутови, јас фантазирам. Ме предизвикува таа далечина, јас фантазирам. Вечерно небо и полна месечина, јас фантазирам. И дури не успеам да те имам, фантазирам.
си пееш. Браво, сега ти е Фала ти нарачи. многу. Ми се бендисва што обично луѓето го ќе пеат сакат да претерат со пеење, онака да го покажам сега гласот ти сега го не го покажам, готово крај на светот. Многу е поубаво вака лабаво, фино, културно, ко дома да си. Да, баш ко дома. Скроз. Ако сакаш да биде, сега да речеш сега ако не е добро, ако утнам, ако ова, ако она, баш тогаш ќе испадне полошо од тоа што го очекуваш, вака подобро чувствуваш се како дома да си, како Лабаво. никој да не те слуша, инаку ако мислиш дека ќе сгрешиш. Како да си налабаво на емисија. Баш така. Кажи ми, дали некогаш си сакала воопшто да правиш свирчење и дали имаш направено некоја свирка вака во животот? Јас сум многу тремаджика, и многу сум мислела на тоа, ама ми било страв, трема пред луѓе да пеам. Мајка, да, пред камера не ти е срам. Ептен сум била стегната. Сега малку се опуштив повеќе. Се опушти. Се опуштив. Браво. Имам до сега направено 3 свирки. Тоа ми беа проба за да видам како ќе Како ќе се снајдиш. Како ќе се снајдам, дали ќе ми се свија тоа. И да ти кажам, добро помина. Браво. Не очекував дека ќе помине така, али добро помина. Браво. Затоа што се опуштив. Знаеш, можеби првата свирка ми беше малце стегната, трема, ама после веќе втората, третата свирка бев поопуштена. Добро, така си е, така си. Тоа ми требаше мене, малце да се Треба. опуштам, пошто бев многу стегната. Дефинитивно треба, знаеш, самото искуство, самата појава пред луѓе, макар и двајца да се во публика, е многу поинаку. Ама треба да се разбиват тие работи, Да. пошто тоа е најбитниот и најлесниот начин да добиеш искуство е тој и треба да го поминиш како пејач, како идна звезда да речи. Кажи ми, имаш размислувано некојаш на фестивал да се пријавиш македонски некој или не ти е баш то? Па и тоа ми е момент на трема тука веќе. И тоа некако треба да го пребродам. Јас лани бев на фестивал Заблеска и можеби имаш слушнато. Сум чул нешто, не сум во текама. Првично пријавите беа као прв круг беше со тоа што ќе испееш песна, ќе пратиш видео. Као 2 круга беа, вториот круг беше во живо. Тогаш решив, викам, чекај ќе пробам да видам што сум, како сум. Финале отидов, значи стигнав до финале. Финалето имаше, мислам дека 12 луѓе учествувавме, се надпреварувавме да кажам. Сега немаше прво, второ, трето, тоест второ, трето место, имаше прво место само. Сега да речам, малце имав доста трема јас. Тогаш и од тој настан, тоа ми беше прв пат, да речам, после толку долго време да настапувам и имав доста трема, ама некако успеав да се по тоналитет и да не изфалширам тоа, некако го успеав да го задржам, ама тремата си се гледаше дефинитивно во мене, пошто и ми трепереше гласот и се. Така. Ама за да го пребродиш тоа мора да те Мораш. има некаде на јавни Така. настани, да се опуштиш, инаку не можеш. Така да Мораш. сум пробала, сега би сакала малце така поише да се опуштам уште малце повеќе, па можеби би се пријавила пак некаде. Да, мораш, тоа е дел од приказната, мораш некаде да ја разбиеш тремата и да го добиеш тоа искуство. Мораш да љуфниш, што викаем во битола, мораш да промашиш, мораш да не успееш за да успееш. Тоа е патот, знаеш. Мораш да пробваш по пати. Едноставно тоа е процесот по кој мора сите да поминееш. Сите сме биле негде и на сите сме имале трема и сите сме губели, сме добивали, сме врвеле низ работи, ама пак ќе речам, кај тебе ме бендисва што од мали нозе буквално го правиш ова и мислам дека зато и сакав да те поканам на емисија, затоа што мислам дека заслужува да се чујат и луѓето што работат дома, буквално што почнуваат од ништо и што градат нешто што веќе стигнуваат до некое професионално ниво и го прават нештото што го сакат. И зато ми беше мерак да те поканам на емисија,
Знам дека не следеш уште од идолот, се сеќавам таму. Сме го правеле муаветот милион пати и едноставно сакам да пробам да ги поддржам сите млади што работат во приказната. Многу ми е мило што сега може да требаше да го викнем и колегата од песната, ама ќе го викниме него некој нареден пат да поделиме работата, да не биде сега дека само една песна сте направиле. Да, пошто очигледно и тој работи продукција и така натаму. Супер. Бендисвато многу млади има што го возат патот, што малце од нас го имаме возено, да речем, што учат, што влегват страствено со продукција, со све. Порано претежно беа луѓето или пее или свири или е продуцент, нема измеѓу. Сега се сите, да. Секој си е свој продуцент, си свири, значи. Браво. Сега така некако почнаа луѓето. Ама уба работа е тоа што јас сум за да... Тешко. Да, тешко е, дефинитивно. Мене многу се смеевме, го ми велеа луѓето, ти не излегваш, ти кај си, знаеш, те нема. Луѓе, кога ќе работиш продукција, тоа е, сакал некел ти таму си в студио заглавен. Да. Макар што со љубов го правиш, нема врска, не дека сме некеле да... Мислам, сме сакали да излегваме како деца, ама во суштина, кога ќе го сакаш нештото, си повлекви човекот ти е мокри до таму. Не излага, што се вика, си викаш чекај ова да го завршам, ова ми е побитно и те тера некако да останеш дома да си го завршиш тој проект. Мене ми се случувало така, не ми се излага, музика правам дома. Шубо. Тоа е многу убав момент. Значи, кога се млади луѓе креативни, кои ќе користат времето креативно, кога тогаш приказната ќе се излези на површина како што треба. Само си продолжиш така. Дај да испееме уште нешто. Што сакаш да испееме вака? Нека биде нешто Тоша. Тоше, може Тоше. Боже чуе од зло. Боже сачувај на идол што ја пеефа. Да. Од кај да свириме, кај саш? Повишено, мислам беше. Од таму да почни. Значи од демо. Да, има очи, да. Може? Може. Кои ми ги знаат тајните, сите победи и сите порази. Та има раце, кои ги кријат цели светови, и би умрел јас за тие преградки, и би умрел јас за тие преградки. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, да нема да се врати, чувај ја од зло, да нема никој свој, нема никој свој. Боже, чувај ја од зло. Да, има усни, вкусни како зрела јагода, кои никој не ги бакнувал кој јас, кои никој не ги бакнувал кој јас. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, да нема да се врати, чувај ја од зло, да нема никој свој, нема никој свој. Боже, чувај ја од зло. Бо. Баш ми е мило што испев со тебе. Абе, нема мрдање, прво песната е преуба. Прево.
друго, убаво си легна некако работата и не знаев дали да се мешам или да не се мешам, ама посилно е од мене кога ќе ми звучи нештото, убаво си викам, Кога ајде. има хармонија е Да. најубаво. Замерак. И шубаво си легна песничето. Убаво, ми се бендисва, кажи ми, пошто си млад артист и пошто живееш во време кај што трапот функционира и кај што се врти како некој, околу некој таков поп, трап, R&B, нешто, не знам ни шо стил е поќе, пошто сите истото го прат. Кажи ми, дали ти смета тоа што сите се некако заглавени во една коцка, да речам, во една средина, или ти се бендисва баш начинот на кој музиката се одвива? Па види, јас сум слушала многу трап, баш сум ја сакала таа музика. Добро, некако... ти си во таа генерација растена технички. Да, баш така. Така што, сега да речам ми смета, секако си сакаме да си има различен стил на музика, не да е све исто, значи да си има и поп, да си има R&B, да си има трап, не да биде све некоја, баш ова е некоја нова музика, да речам нов звук, што еве и мене да ме прашаш сега каква музика правиш, ја ќе ти речам не знам, зашто баш тие песни сега што ги правиме немаат жанр, според мене нема одредено каков жанр е. Да. Баш оваа песна сега што ќе биде некој таков стил, R&B трап баш таков стил. Трап со пеење. Да, така му доаѓа. Така му доаѓа. Интересно, знаеш, дали ете пошто си во продуцентските води, има еден момент што или го следиш трендот што се случва во моментот, или пробваш да создадеш нешто ново што ќе се различи од трендот и ќе ризикуваш да тоа не биде слушано или да не биде во приказната. Дали некогаш си помислила да пробаш да направиш некој нов звук за разлика од ова што е трап R&B во приказната, или тој таму ти е фокусот? Некако таму ми е фокусот, да, R&B-то некако као да се пронаоѓам. Ја и кога ќе седнам да речам да направам некој инструментал, врти се очи пак иде на тој стил, знаеш. Да. Сум пробувала нешто да направам реге, нешто тоа, не се пронаоѓам и некако не ми иде тоа. Така да секако би пробала, ако успеам уште подобро. Значи најкомотно таму се осеќаш. Да. Не знам ти како почнуваш во процесот. Јас стално гледам да почнам различно. До таму што дури почнав со тарабука да ги почнувам песните. Пошто мерак ми е, си тропам онака цел живот ми е мерак. Ми се дешава некојаш да седнам прво тарабуче да тропнам, па после да градам нешто на тарабучето. Така е, па ја претежно со акорди почнувам. Гледам има луѓе што почнуваат со ритам прво, прави ритам, па почнува да прави акорди, мелодија, ја па некако така поише се пронаѓа. Прво правиш музика или текст? Тие тешки прашања. Да, баш така, баш. До сега, прво ќе направам бит некој и ќе пробам на него да напишам текст. Мада имам приметено дека е доста тешко, не знам тебе како ти било, би било доста тешко да напишам мелодија, првично мелодија за пеење на моја песна, мој инструментал или бит. Ми било тешко, али претежно до сега прво мелодија па текст. Или некогаш ако сум некаде така на планина, ако имам некоја инспирација, знам да си напишам текст, па после да го уклопам у некоја песна. Интересно. Кај мене оди некако процесот обично, пошто гледам да излези од некое чувство приказната, и кога ќе ми дојде моментот за праење, секогаш е различно, дали прво ќе биде текстот или прво ќе биде музиката или ритам, некој ќе тропнам или нешто. А ако некој ми побара да му правам, ако правам нештото по нарачка, тоаш веќе гледам да седнам со човекот и да направам муавет, да видам не само што сака, туку и општо за животот муавет, да видам кај се наоѓа од прилика психички, за да пробам да му влезам во расположението, за да знам од прилика како да пристапам на работата. Ама добро, сите имаме некој различен начин на функционирање, и самото тоа што ти од без никакво образование и без ништо тргнуваш да градиш приказната е импресивно. Браво, да ти кажам браво. Од мене имаш честитки и се надевам дека
дека ќе продолжиш да си го возиш сонот, да си работиш на музиката и да си правиш се што ќе ти посака душата и да си ја испишваш душата буквално на ливче хартија и да го вадиш то кон светот за да можеме и ние да слушнеме нека убава музика нова. Фала ти многу на поддршка, на тоа што ме викна. Таман работа. Значи многу. Таман работа. Значи, кога ќе имаш нешто ново, имаш сега контакти, знаеш адреса кај ќе си дојдиш, ќе си испромовираме, ќе ни пуштиш спотчето да го пуштаме и сите марифети. И пошто знам дека кај нас малце тешко оди со поддржвање и со промоции, со луѓе ретко кои се онаква, затоа сакам да пробам колку што можам да поможам, особено на млади артисти. Така што се што ќе имаш ново, пуштај наваму, ние ќе пуштаме во етер, па здравие Боже, да пркни работата малце, да има нови артисти, да има нови музики, нови соработки и така натаму. Фала ти што ми беше гостинка, се надевам дека ти беше лабаво. Супер беше. Пошто Одлично. ми велиш дека си тремадживка, вака не те приметвам многу дека имаш трема. Сега веќе немам почеток од првите 10 минути. Се е добро. Така, сега се олавај. Добре, ништо, чим се олавај сега, дај да почнеме од почеток ние. Добре, дојдов. се шал. Фала ти на вниманието. Фала ти на ајде на вниманието. Фала ти на гостувањето и фала ти што одиш по стапките што ги имаме одено ние претходно, што влегваш во цел процес на работа, тоа ме радва најмногу во приказната и ти посакувам многу успех понатаму. Ти благодарам. И се надевам дека луѓе и вас ви беше лабаво попладнето. Така, недела, веќе уште малце 7 сат оѓе фати, јас се зазборвам многу пати. Се надевам дека ве лабајвме малце, се надевам дека ќе ве натераме да поддржите млади артисти, да ги чуете новите песни, новите луѓе што прават музика. И се надеваме дека наредна недела, па во 18 часот, пак ќе видите на нашата фреквенција да видиме нешто друго да чуеме. Мислам дека наредна недела ќе имаме еден течко што добро го знаете релативно и што има добри песничиња и ќе видите, ајде да не откривам многу, бидете тука наредна недела во 18 часот и ќе се видиме. Поздрав и убав ден!